Започна реставрацијата на калдрмата на улицата Самарџиска во старата Скопска чаршија. На една од најстарите занечијски улици се очекува да се уреди и подземната инфраструктура. Градоначалникот на општина Чаир, на чија територија се наоѓа старата чаршија, Изет Меджити, изјави дека се реконструира улицата и 5 краци со вкупна површина од 1567 метри квадратни, во вредност од 470.000 евра. Të pari po ndërhym aty ku për vite me radhë ka pasur probleme më të mëdha në tokë. Do të zëvendësojmë tërësisht rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit për t'i dhënë fund vështirësive me kullimin dhe furnizimin me ujë. Së dyti po ndërtojmë infrastrukturë moderne, energjetike dhe digjitale. Rrjet i ri elektrik dhe fibra optik që japin çarshisë kapacitet për zhvillim dhe konkurrentshmëri për bizneset. Së treti po rikthejmë identitetin vizual me gurë travertin cilësor dhe ndriçim në stilin tradicional. Министерот за култура Зоран Љутков рече дека Скопската чаршија е една од главните атракции за странските посетители, кои доаѓаат за културен туризам и токму чаршијата ја посетуваат најмногу. Знаете дека како Министерство за култура и туризам посебно внимание ќе дадеме во старата Скопска чаршија, бидејќи на вистина со спојувањето на културата и туризмот посетителите кои што доаѓаат или туристите кои што доаѓаат во Македонија најмногу ја посетуваат Македонија заради културниот туризам. А во Скопје, старата Скопска чаршија е главниот генератор на туризм. Од Сдруженијето на занечии стравуваат дека со обновата на овие делови може да се иселат лимарите, бидејќи кириите би можеле да пораснат и просториите да се претворат во кафулиња и ресторани. Тие не зборуваа пред камерата, но од еснафот на чаршијата велат дека овие стари занаети треба да се заштитат како туристичка атракција. Du si them një partneritet i mirë mes neve dhe edhe Ministrisë Kulturës për të mbajtur një zejtat të cilën që kanë tina ma familjen edhe ma shumë aktivitete tjera, nuk kemi as fuqishëm. Po çfarë do them, nuk do të thotë që zhduken, po modernizohen shumë zanate të reja për shembull. Pa të arsye se tenëçi punuesit nuk modernizohet në stilin e tij, jo në stilin të cilën ne mendojmë të kaluamën. Aja është një atrakcion turistik për të ardhmen, pa të arsye se ne jemi shumë të vetëdijshëm, pa të arsye se kemi kufi të hapura për tregje të ndryshëm të cilën i mbysin këto zejtar. Овој проект чини околу 29 милиони денари, обезбедени од Министерството за култура и општина Чаир. Компанијата што го спроведува проектот е Ленди Груп, а надзорната компанија е Urban Steel Engineering. Рокот за завршување на работите не е објавен.